Во овој суров свет, некои знаат да бидат и борци. Токму на таквите ние им симнуваме капа. Социјалните мрежи и медиумите се почесто место каде што се кршат копија и каде што еден човек или една личност може да трпи одредени закани и притисоци. Тоа во најмала рака не е добро, тоа е контрапродуктивно и не носи ништо добро за општеството. Денеска со нас ја имаме Лара Костовска, една од најпознатите тиктокерки која предизвика бура, односно лавина од коментари на социјалните мрежи, и позитивни, меѓутоа и негативни, а ние сме тука да разрешиме дилемата зошто постојат негативните коментари, кога тие се воопшто и непотребни. Лара е денес со мене, јас на Лари посакувам добре дојде во Хајп. Лара, здраво, како си ме? Пред се, од кога сум тука во Хајп ТВ, сум вистина неописливо, многу добра, затоа што знам дека ќе ме представите во едно вистинско светло и се ќе биде во ред. Токму тоа, Лара, намерата ни беше да ја представиме вистината, бидејќи кружат разни невистини на социјалните мрежи, онаму каде што најмногу си и хейтена, меѓутоа и обожувана од народот. Како се случи сето тоа поврзано со тебе, односно твојот подем на социјалните мрежи и различните хейтови од луѓето? Па, искрено, секој си има различно мислење. Јас не знам зашто се тие хейт коментари, но меѓутоа знам дека не им обрнувам внимание. Нека си мисли секој што сака, значи јас ги заборавам и за мене се неважечки. Сите си имаме различни мислења. Мислам дека пред се хейтот беше предизвикан врз основа на мојот физички изглед, бидејќи нема зашто друго да ми се фатат, што се вика. Зошто сметаш дека луѓето се фаќаат за физичкиот изглед, кога во денешно време, па и од секогаш, никој не е идеален? Се фаќаат за физичкиот изглед заради тоа што нема зашто друго, затоа што, например, они сметаат дека ако не си добар на физички изглед, не си добар и од внатре, тоа се пред се предрасуди кои што се полни со гнев од други полиња и неваспитање од дома, но е тоа све преточено кон мене за да они ја земат мојата добрина од мене, а они да ме наполнат со злоба како што се оние, тоа не е вистина. Но зошто сето тоа се прави кога ти на твоите TikTok представувања презентираш сето она што е тренд кај младите, не правиш ништо лошо, нити па си кажала нешто лошо воопшто, во крајна линија и на некој начин ни ги едуцираш луѓето како да се однесуваат. Не мора да значи дека некој треба да го прифати твоето мислење, меѓутоа може да те цени како личност. Јас немам одговор зашто тоа го правам, но сакам да им дадам една порака до младите. Нека имаат секакво мислење за мене, не мора да е позитивно, но меѓутоа нека не го искажуваат јавно доколку може да ме повреди или изнервира и доколку не се прашани. Све што имаат да кажат, нека кажат со убаво, но меѓутоа не со пцовки, не со навреди, нека не ме хейтат доколку јас не сум ги хейтала. Во секој случај, секој мој хейтер е блокиран, заборавен и елиминиран. Јас таквите луѓе воопшто не ги сметам ниту за важни, ниту во најмала рака ги сметам за луѓе. Дали нешто онака од срце те заболело кога си прочитала или видела или слушнала некаков коментар конкретно за тебе и за твојата работа, односно на што го представуваш на TikTok? Па, искрено не си дозволувам да се повредам до тој степен и да се изнервирам од одредени хейт коментари, но мене не ми текнува нешто што до толку ме повредило и погодило, бидејќи јас
све заборавам што е лошо и стварно не ми текнува за сега. Инфлуенсерите во Македонија застанаа на твоја страна, што ми е драго и ние како Хајп телевизија застанавме на твоја страна, бидејќи тука нема што да се оправдува и осудува, едноставно ти си го даваш твој став за нештата, кој што не е ни контрапродуктивен, не е ни лош во најмала рака. Еве, знаеш ли кои инфлуенсери ти имаат поддржано, па и можеби ти имаат пишано и во порака, да ти дадат охрабрување? Да. Пред се има многумина кои што ми пишувале, ме поддржувале, значи ми се фанови, има многу, но ајде ќе ги издвоиме сите, мислам неколку. Пред се Давид Давидовски многу ми помогна, една Јасмин ми има помогнато, Луна Стефановска, и имаш уште една Стефанија од Куманово. Тие се исто така инфлуенсери и направија се за да нели ме представат во вистинско светло и се да биде окей. Они ми ги решија, ми ги решаваат сите проблеми и јас крај нив заборавам на сето зло. Како реагираат твоите родители на сето ова? На што точно? Конкретно за хейтовите, конкретно и за твојата работа на TikTok. Па, моите се слагале, не се слагале со мене. Они ме поддржуваат и ме поштуваат, бидејќи јас сум им нивна ќерка и гледаат да ме изведат на вистински пат. За хейтовите ми викаат, мислам, они пред се како родители многу ме штитат и не дозволуваат да имам хейт коментари, бидејќи секој едно видео пред да биде објавено, јас комуницирам со моите дали е добро, дали не е, за да нели се заштитиме од зло коментари. Но меѓутоа, они пробуваат да ме заштитат и не си дозволуваат јас да имам хейт коментари во секој поглед. Еве да разоткриеме на оние што помалку те познаваат, што најчесто постираш на TikTok? Најчесто постирам на TikTok па некои трендови, видеа со порака, липсингување, така тоа што е во мода, тренди. Колку ти помага TikTok за да се олесниш онака себе си, да се искажеш едноставно? Па ми помага премногу и во сите полиња, затоа што и преку TikTokот некогаш може и да се научи многу, ќе има и лоши видеа, ќе има и лоши коментари, но тоа ќе ми биде како лекција и мотивација да бидам нешто подобро од тоа што сум. Твојата актерска кариера е во Подем, ти си актерка во Подем, морам да го спомнам ова. Веројатно тука и TikTokот ти помага како да се однесуваш пред камера, што да кажеш, вокабуларот како да биде изразувањето. Да, дефинитивно. TikTokот ми дава и мотив, потик, многу идеи за снимање. Пред се со него и вежбам за како да бидам актерка и како да успеам во животот, за пред се тjedни тиктокови да се преточат и да излезе една вистинска добра глумица од мене, која ќе се представи во најдобро свет. Но што би правила ако немаш TikTok? Што би правила? Јас, ако немам TikTok, би нашла нешто друго што е слично на TikTok, но да е сепак нели поврзано со комуникација, со мислење и да нема социјални мрежи. Јас би комуницирала и би правела едно дружење, не на социјални мрежи,
туку во живо. Све што некој може да наброи на TikTok, еве ако нема TikTok, да ти каже отворено, човечки и во фаца, ете тоа би направил. Имаш и кученце кое цело време го промовираш на социјалните мрежи. Знам дека си љубителка на кучиња, посебно на малецките кучиња, и знам колку ја малтретираш мајка ти секогаш да имате неколку кучиња, малецки кучиња дома. Од каде таа жилба за кучињата? Па, искрено, не знам, ама јас од малечка многу сакам кучиња. Не знам зашто едноставно се родив со таа жилба, како велат, човек со големо срце, обожава све што е живо и неживо околу него, од кучиња до инсекти, до луѓе, до растенија, све. А да се надоврзам на темата, имам и куче, кој што се вика Бамби, и тој ми е поддршка и го рачунам како член од нашата фамилија. Бидејќи јас и ти, Лара, неколку дена се дружевме и се договаравме за ова интервју, јас сретнав десетици илјади фанови кои што сакаат да се сликаат со тебе. Онака од срце ти приоѓа, јас бев личен сведок на тоа, колку те радува сето тоа и те охрабрува за понатака. Искрено, јас секогаш велам, моите фанови се мои херои. Јас на нив сум им фан и вистина немам реакции. Ова чувство не може да се каже со зборови, може само да се осети на своја кожа, бидејќи стварно ми е многу драго и немам коментари, во секој поглед ми помагаат за све. Покрај толку многу фанови, неизбежно е прашањето да те прашам дали имаш момче? Момче? Фан или? Дечко. Па, немам дечко. Како велат, се во свое време. Ама, искрено, се ќе се дојде во свое време. Како велат, треба тие да ме наоѓаат момците, не јас нив. Што би кажала еве за крај една порака и за твоите фанови, па и за оние што те сакаат и за оние што не те сакаат? Еве како мотив можеби за понатак или како поука, бидејќи се гледа дека си зрела девојка и иако имаш 18 години, меѓутоа зрело размислуваш и знаеш да дадеш вистински совети во вистинско време. Јас би им дала една порака вака, да бидат своји, ако сакаат се да е окей во животот, прво они да бидат окей кон се и кон секого, значи да бидат добри, паметни, да гледаат со добри очи, да прават добро, за да со истото им се враќа. Јас се благодарам за ова искрено интервју. Се надевам дека и ние помогнавме да им разјасниме малце на гледачите за каква всушност личност се работи. Ти веројатно сето тоа го кажа искрено и од срце. Ми беше драго што беше гостинка во Hype TV. Те очекуваме понатака со нови проекти и со некои нови идеи. Да, секако и мене ми беше многу драго и ќе се дружиме и понатака се надевам. Фала ви за све. Пред да го завршиме самото интервју, односно кон крајот на самото интервју, ќе ти поставам уште неколку прашања поврзани за нашите две рубрики и ќе видиме каков одговор ќе добиеме. Сега сме во рубриката 10 е ама, една од нашите најгледани рубрики. Препоставам дека веќе знаеш за што се работи, значи ние ти даваме неколку прашања, 10 е ама, ти даваш оценка од 1 до 10 и кажуваш зошто е тоа така. Моето прво прашање кон тебе, Лара, е 10 е ама е многу љубоморен. Па, искрено за ова би ставила 10-ка, бидејќи љубомората е сенка на љубовта. Нели, ако тој е љубоморен, ќе ти покаже уствари колку му значиш и колку не сака да те испушти и колку сака да си само на него. Мене лично тоа ми се допаѓа, бидејќи јас сум многу љубоморна. 10 е, ама носи тесни фармерки.
Нула. Зашто? Па некако не ми стојат тесни фармерки како за машко, така повеќе ми се женски, воопшто не ми е така убаво да видам машко со тесни фармерки. 10 ема оди на афтер со другари, а не со тебе. Па овај не е толку лошо, ајде ќе ставиме 5, бидејќи сепак со другари, доколку јас ги познавам тие другари, дека нели пред се ќе му бидат некои надзори, ќе бидат добри со него, дека нема да ме вара, дека нема да прават лоши ствари, тогаш е 5. Пата се слагам со ова. 10, ама се следи што направила бившата на социјалните мрежи. А 0 да ти кажам да можеше пониско и пониско. Чим сака со бившата, нека си одич, не ми треба. 10, ама ти забранува да имаш TikTok. 0 не сме да ми забрани. Јас сум доминантна врска, нема он шо да брани. 10, ама пуши цигари. Тоа ми е окей, пушам и ја, еве 10. 10, ама е неуреден. У која смисла неуреден, нечист или? Неуреден во смисла на стилот. Па, ајде може 6, ќе го уредам, ја ќе му помагам. 10, ама ти одговара на пораки после 2, 3, 4, 5 часа. 0, не сме така со мене. Не работам на тој начин. 10, ама го крие телефонот од тебе. Овде нешто веќе кажува, бога ми, ова е за двојка, еве евентуално ако му е службен или нешто преку работа, да не смее да го чепка, други еве нека го крие. Ама неговиот телефон да го крие од мене, тоа нешто кажува дека ме вара или така, да не ми се свиѓа баш. И на крај, 10, ама е малце понизок од тебе. Не ќам ниски ич. Ајде да не се навредат ниски, ама нека биде 1/4. Зависно со тоа колку години има, машкиве нели до 22 години растат, па можда и ќе порасне. Сега сме во рубриката Kiss Mary Kill со Лара. За Лара, значи, имаме 3 прашања стандардни, тоа се со кого би се бакнала, со кого би се омажила и кого би убила. Нашиот предлог, односно предлогот на Hype телевизија Македонија е Пајак, DJ Bono и Young Daddy. Ова е бога ми тешка, ама дефинитивно би играла вак. Young Daddy, нели Мери би се омажила? Да, би се омажила со него. Пајак ми е Кис и би го отстранила DJ Bono, бидејќи не го следам толку и не сум запознаена со него. Ти благодарам уште еднаш. Фала и вам.